Почитувани, добре дојдовте во новото издание на контактната трибина Бумбар на телевизија Нова. Кратко издание ќе биде ова, така што ве охрабрувам веднаш 2402-002 и 2402-005 да ги свртите овие телефони доколку сакате да учествувате во изборот на настанот на денот. А сега да ви ги представам и настаните. Од ден на ден протестите за поддршка на унитарниот карактер на Македонија, организирани од иницијативата за заедничка Македонија, стануваат се помасовни. Денес, покрај во Скопје, протестен марш се одржува и низ 12 други градови. На граѓаните кои упатуваат пораки за почитување на Уставот и се она што е темел на македонскиот идентитет, им се приклучуваат и лица кои се членови на СДСМ и НСДП, но се разочарани од нивната политика. Гласав за ними. Меѓутоа, ова што се дешава сега не го поддржувам, не сум за платформата. Ова е чиста глупост. Значи, јас сум 69 години, јас сум излажена на она што го кажуваше Заев и ова е многу далеко. Ова е срам за Македонија. Дојдов да ја спасиме Македонија овдека сите заедно. Имаме изјавата и од лице кое што е од НСДП, но во интерес на времето, може би подоцна ќе ја пуштиме. Продолжуваме со втората тема. Не стивнуваат реакциите на меѓународниот фактор по вчерашната одлука на председателот Иванов да не му го даде мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, нагласувајќи дека нема да додели мандат на секој кој преговара за платформи од туѓи држави со кои се загрозува суверенитетот на Македонија. Преку Твитер, еврокомесарот Хан порача дека сите политички лидери, вклучително и председателот Иванов, мора да го почитуваат исходот од неодамнешните избори. Во демократијата мора да се признае парламентарното мнозинство, дури и ако тоа не го сакате, истакна Хан. И американскиот амбасадор во Македонија Джес Бейли на Твитер ја искритикува одлуката на председателот Иванов. Се согласувам со комесарот Хан. Загрижен сум дека Македонија се оддалечува од принципите на демократијата и владењето на правото кои се суштински вредности на НАТО, напиша Бейли на Твитер, барајќи од председателот на Република Македонија да ја преиспита својата одлука. Пораките од Европската унија околу изборот на идната влада на оваа земја денес директно на македонските политички лидери и на председателот Ѓорги Иванов им ги пренесе и високата представничка на Европската унија Федерика Могерини, која пристигна во еднодневна посета на македонската држава. Во меѓувреме, на Фејсбук се огласи премиерот на Албанија Еди Рама, иницијаторот на албанската платформа. Господин Иванов, албанскиот јазик не е јазик на непријателот, туку на еден државотворен народ во Македонија. Без албанците нема Македонија, истакна Рама. Ова се двата настана за кои што денес дискутираме. Членови на СДСМ и НСДП се приклучуваат кон протестите за унитарна Македонија и надворешниот фактор со повици до Иванов да ја преиспита својата одлука. 2402-002 и 2402-005. Ало и добро вечер. Кој ни се јавува прв во Бумбар? Дали го имаме гледачот? Во моментот дали некој гласа? Ќе ви кажам дека ви се достапни и Facebook профилот на телевизија Нова, како и Твитерот, каде што ќе го користите хаштагот ТВ Нова. Добро вечер. Добро вечер. Да, веќе може да бидам. Се јавувам од Богданци, здравејте. Повелете? Па сакам да бидам вклучена во емисијата. Во програма сте, веќе дискутирате Бумбар на ТВ Нова. Повелете. Да, во ред. Па вака, секоја чест за членовите на, мислам, кои што се приклучуваат кон граѓанската иницијатива Заедничка Македонија, бидејќи Македонија е земја на македонците, албанците, турците, ромите, заедничка Македонија. Нема поделба, бидејќи Бог нас не дели. Црн бумбар за втората точка. Добре. Бидејќи никој нема право да сугерира на нашиот председател да го згази Уставот, да ја згази буквално заклетвата што е дал при приемот на функцијата председател и што е најважно, никој председател не си ја гази својата земја. Самиот Господ Исус Христос рекол: бидете подчинети на власта, се додека вашата подчинетост не се коси со Божиот закон. Доколку вие не ја почитувате власта, која што јас им ја дадов, вие не ме почитувате мене. Тоа го кажал Господ Исус Христос, пренесено
преку устата на апостол Павле. Затоа голем црн бумбар бумбар за надворешниот фактор до нашиот председател. Ви благодарам. Бог да го благослови и би кажала уште нешто. Би можеле реципрочно истата таа платформа со која што го лажат македонскиот народ постизборно, да ја вратат во Албанија со тоа што местото албанци, кои што ги сакам, имам и пријатели и роднини, мислам да Ќе ве замолам Све. само по една минута ви стои на располагање. Ви благодарам, морам да ве прекратам за да имаме време и за други гледачи. Добро вечер, кој ни се јавува следен? Ќе намалете го тонот на телевизорот и може да зборуваме. Добро вечер. Запишан е бумбарот од господјата. Да го погледнеме Facebook профилот, што таму се случува, да видиме дали имаме таму. Сепак гледачот има предност. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Од Милодиновци се јавуваме. Повелете, господје, зашто се одлучивте вие? За црн бумбар, за мешањето на... Меѓународниот фактор. Да. Добро. Имате ли коментар? Па имам, а во живо или вака да ви кажа? Ало? Во програма сте веќе? Во програма сте веќе? Да. Имам коментар за факторот што се меша од странските држави за македонските прашања и за овој Еди Рама што изјавил сега дека треба да немало Македонија без албанците, па ние сакаме заедно да живееме со албанците, ама нема право они да се мешаат во нашата државна уставност. Ако му се седи на некој во Македонија, ќе седи, ако не, има право да се исели така. Ви благодарам. Поздрав до вас. Црн бумбар за вториот предлог, запишете го. Продолжуваме понатаму. Кој ни се јавува следен? 2402002 2402005. Темите ги гледате и добро вечер за кого? Гледаш од Радовиш. Повелете, вие сте од Радовиш. Зашто се одлучивте? Црн бумбар за тема број 2. Тема број 2. Надворешниот фактор со повици до Иванов да ја промени одлуката, да ја преиспита одлуката. Ваш коментар? Нема потреба воопшто да се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија, бидејќи Република Македонија има и кадар, има и своји луѓе кои можат да ја решат оваа криза. Во однос на тема број 1, Протестите? не само членовите на СДСМ и на СДП, сите треба, па и честните албанци да се вклучат во протестите, бидејќи Македонија не е само име, таа е наше минато, сегашност, иднина и никогаш нема ни арнаутите, ни гегите, па ни никој друг да ни поставуваат норми во нашата држава. Ви благодарам. Вечна. Ви благодарам. Бумбарот ви е запишан црн по боја за вториот предлог кој што е во водство. Имаме и доста коментари за првиот предлог. Членови на СДСМ и НСДП се приклучуваат кон протестите. Видовме изјава и на членот СДСМ, господја Лилјана, така се представи, и имавме и еден гледач, имаме гледач на линија. Добро, ќе продолжам со дискусијата, но со гледачот. Добро вечер. Кој ни се јавува? Кој ни се јавува? Ало. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Ало. Во програма сте, повелете. Ало. Дали ме слушате? Се јавувам од Струмица. Гледачка од Струмица, зашто се одлучивте? Да. Зашто се одлучивте? Ќе ве замолам... Црн бумбар за втората тема. Добро, ваш коментар. Господјо, дали сте се уште тука? Да живее председателот Иванов. И голема благодарност до него. Ви благодарам за јавувањето. Ако беше тоа се, ќе ви се заблагодарам и ќе ви кажам да ни се јавите веќе утре повторно. 240-2002, 240-2005 се телефоните на кои што можете да не бирате. Добро вечер. Јасен ми овој сигнал, некој гласал и се исклучил, се надевам. 5 црни бумбари за
втората тема. Добро вечер. Ве слушам дека сте тука. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Ало. Повелете во програма сте. Со кого зборувам? Добро вечер. Моето име е Ели, се јавам од Кисела вода. Повелете ли? За втората тема Бумбар Бел. И Бел. воедно прв пат се јавувам во некоја емисија. Моите искрени честитки до вас телевизија Нова за безпрекорните настани што се случуваат во државата и пред изборите и после изборите и сега мислам на вистина како млада телевизија сите мои честитки. Ви благодарам, господи Ели, останете уште малку. Бел бумбар ни дадовте за вториот предлог. Так. Надворешниот фактор со повици до Иванов да ја преиспита одлугата. Зошто е ова позитивно? Позитивно е затоа што нашиот председател што сме го обирале, сметаме дека е сосема здрел и да ги донесува само одлуките и дека... Значи и ова бумбарот ќе ви нема биде да црн. подлегне на Бумбарот туѓи- ќе ви биде црн, не е бел. Добро? Зашто црн? Затоа што не се согласувате со повиците Иванов да ја промени одлуката. Не бел бумбар, јас може да го сменам. Може, ве го променуваме веднаш. Така, ве молам. Значи, Нема проблем. Се работи се за недоразбе, пошто... Се разбравме, се разбравме. Се разбравме, Ели. Благодарам уште една и што имате убава попладне. И Ви се благодарам. надевам на Благодарам вас. и за убавите зборови, благодарам за се. Бумбарот ви е запишан, ве веќе го гледате во табелата. Добро вечер. Со кого зборувам? Кој ни се јавува следен во Бумбар на телевизија Нова? Дали гледачот може би само гласа? Ако гласал, да видам зашто гласал. Да го видам Бумбарот. Ало, Добро вечер. Сепак во живо ќе сака да зборува. Повелете. ало, добро вечер. Добро вечер, со кого имам чест? Со Джемо од Скопје. Джемо, зашто се одлучивте? За второто прашање, Второто прашање, каков бумбар заслужува според вас? бел бумбар. Да чуеме зошто. Па, мислам, во живо, Повелете, Джемо, со вашето образложение. ева, бел бумбар мислам дека надлежниот фактор треба малку да се... Со повици Неќе до ве- Иванов да ја промени одлуката, да ја преиспита одлуката. Ало, Запишан ви е бумбарот. па мислам дека бел бумбар за второто прашање, Добра, зошто? Зошто бел? па мислам дека нашиот президент треба малку да работи подемократно и да биде независен као председател. Добро, Джемо, ви благодарам за јавувањето. Запишан ви е бумбарот, бел по боја, прв, имаме 8 јавувања на оваа тема, 7 црни бумбари, 1 бел. Добро вечер. Кој ни се јавува следен во Бумбар на телевизија Нова? Ало, Во програма сте, повелете. ај се јавувам. Кој ни се јавува? Боне од Битола. Боне, повелете. Ало, Се слушаме сосема добро. Тање Боне од Битола. Да, Боне, повелете, зашто гласате? Најголем црн бумбар за втората тема. Зошто црн бумбар да чуеме од... Затоа што председателот наш е здрав човек, паметен човек, избран од народот, со најголем рейтинг. Не прв пат тој протиставил на вакви работи. Јас и сношти кажав, председателот на сите форуми кај што е нападната Македонија, никаде на никого не му ќути. Ни на американци, ни на никого, на никого. Затоа председателот не може во никој случај да ја смени она одлука. Знае, ќе си го добие само стрпление 2 дена. Надворешниот фактор со повици до Иванов да ја преиспита одлуката црн бумбар, Нема запишан од шанси, господин нема. Боне. Благодарам, Нема. господин Боне. Столе Стојчев на Фейсбук ни пишува бел бумбар за првата тема. Ненад Смилевски црн бумбар за вториот предлог и голем поздрав. Катица Јанева црн бумбар за тема 2. Страш Арсовски црн бумбар за надворешниот фактор и предлог број 2. Ел Локо бел бумбар за тема 1. Ристе Василевски црн бумбар за втората тема. Ненад Смилевски веќе го прочитавме, тоа е во моментот, можете да пишувате. Овие бумбари ќе ги замолам од режијата, значи да ги внесат во табелата, бидејќи и тие учествуваат рамноправно во изборот на настан на денот. Добро вечер.
Ни се исклучи гледачот, се надевам гласаше. Добро вечер за следниот гледач 2402-002, 2402-005. Добро вечер, повелете. Гласам со Црн Бумбар за втората точка. За Мешањето втората. на меѓународната заедница во внатрешните работи на Македонија. Пред се гласам затоа што невидена дрскост е да се мешате во внатрешните работи на нашата татковина. Ви благодарам. Поздрав до вас. Црн Бумбар за вториот предлог. 15 стана, 14 од нив црни. Александра, Црн Бумбар за втората тема. Љупчо Иванов, поддршка за Иванов. Црн Бумбар за тема 2. Јули Лубески, Црн Бумбар за тема 2. Благој Котески, Црн Бумбар за втората тема. Продолжуваме уште со едно јавување. Добро вечер. Добро вечер. Со кого имам чест? Јован се во Скопје. Јован, повелете вашиот избор? Па мојот избор ќе биде еден голем Црн Бумбар за втората тема. Со коментар? И коментарот е следен. Па ја не знам со кое лице, со кој авторитет доаѓаат еврокомесарот се јавува и Могерини, доаѓаат и зборуваат за некоја демократија. Ако веќе некој е победник на изборите, тоа е владеачката партија ВМРО ДПМН победи на изборите. Меѓутоа, ни Хан, ни Могерини не најдува сили да му ја честитаат победата на прва пласираната партија ВМРО ДПМН. И сега се наметнува некоја нивна игранка, за да дојде да се активира нивниот план за рушење на македонскиот идентитет, за унитарноста на државата, го наметнуваат второпласираниот на победата, што веќе и уставна категорија дека мандат по втор пат не се дава нити на второпласирана партија на изборите. Меѓутоа, по принципот од 92 година го запази преседателот. И морам да кажам дека неговото име ќе биде запишано со златни букви во историјата што е зачувал државата Македонија и унитарноста. Зашто ова го велам? Ова го велам затоа што Социјалдемократскиот сојуз наметнат од меѓународниот фактор, само секунда, од меѓународниот фактор не ја кажува платформата. Не споменува во своите обраќања. Јас ќе ве замолам тука да завршиме, бидејќи немаме повеќе време. Ќе ве замолам веќе утре да ни се јавите и можеме дискусијата да ја довршиме. Веќе ви најавив дека ова ќе биде едно доста кратко издание на Бумбар на телевизија Нова, така и е. 27 јавувања за настанот победник, црниот Бумбар за денес, 26 црни бумбари и 1 бел, наспроти 4 бели за членови на СДСМ и НСДП кои што се приклучуваат кон протестите. Надворешниот фактор со повици до Иванов да ја преиспита својата одлука. Овој настан го избравте за Црн Бумбар. Стигна уште многу јавувања, стигна уште многу коментари на Facebook, на Twitter, но сепак бидејќи сме куси со време тука ќе мора да се одјавиме. Ви благодарам многу. Веќе утре ви ветувам малку повеќе време за вашите јавувања и за вашите бумбари на телевизија Нова. Поздрав до вас и се најубаво. После сиве овие години, повторно е време за биело дугме во Скопје. Зашто биело дугме? Па тоа живот.
Добар ден! Искрено ви благодарам што ми дозволувате да зборувам на мојот мајчин јазик. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите во Македонија што ни го прават животот секој ден се поинтересен. Па кај го има ова? Thank you very much. Се запали вчера интернетов. Значи букна социјалните мрежи, се јавија ојлевци, дојлевци, машала, сите со став. Не знае 2 и 2 да собере, ама став за политичка ситуација важно има. Седи дома невработен затоа што не ќе плата помало од 1000 еври. 1000 евра и сите сме во криви. Марче. Од слобода на говор си патиме, ја да ви кажам. Така е. Секој може да каже што сака, секој се кара за се што ќе стигне. Ало бе, дали сте нормални? Дај бе, олабајте се малце, еве, пролет иде. Пеперутки у стомак, нешто ова, она, водете љубов повеќе. Пите редовно терапија, што да ви кажам друго. Дебатните емисии. Прича за себе. Ти го пречаш конкретни работи, тој вика, тоа допрва ќе се договара. Детали се уште не сме договориле. А што сте договориле, лебати, може да знаеме? Онаму, на вториот јазик, тврдат се е договорено. Трети викаат без албанци нема Македонија, четврти пеат едно име, имаме Македонија, не ја даваме. Адреналинот ни е на сточе. Пукет. Важно, сите се насмеани. Што кисело, што весело. Важно, сите нешто слават. Секој ден различно. И до кога вака? Каква штета што Локумов го снимивме пред да знам што рекла Могерини на средбите со македонските политичари. Па ако рекла нешто паметно, утре ќе оговараме. Што, кој е Могерини? Кој е? До вчера знаевте само дека Америка некад имала црн председател. Сега машала и со девојчичава сме на ти. А допрва ќе не тупат со политика. Допрва! До кај сте со пакувањето? Иде 8 март. Веќе почнаа резултати од разни истражувања за положбата на жените овде и онде. Жените ова, жените она. Стварно глупости. Уште ли у 21 век зборуваме за тоа дека жените се нешто помалку од мажите. Во Јапонија некоја жена на 81 година ја направила својата прва апликација за паметен телефон. Па кај живеете вие? Добро, не генерализирам, сигурно некаде во светот имаат проблеми. Ама светот очигледно ништо не прави за да им го подобри статусот таму каде што треба. Ако прават нешто, нема секоја година да ги имаат истите резултати. Логика, hello. Малцем бубрек ради. Една жена отишла во продавница по блуза за време на сезонските попусти и се вратила со капут, 2 сукни, 3 лаптопи, 6 пара панталони, 13 пара кондури, 4 ташни, шминка за 2 години и нова постелнина. Тоа само жена го може. Мене, ако не дај Боже ми се деси, можам слободно ич дома да не доаѓам. И не смеш ништо да кажеш, она, миличок, видиш што купив, супер попусти имаше. Мажот под голтува единствено што смее да каже браво, душо. Во исто време една млада француска келнерка стана хит во Австралија откако од еден ресторан буквално исфрила огромен гуштер. Рептилот бил долг, речиси 2 метра и се пикнал под една маса. Шпрц! Гостите во ресторанот се уплашиле, почнале да вриштат и да бегаат. Никој не се осудил да му се доближи на гуштерот, се додека не дошла 25 годишната Самија. Го фатила за опашот и го извлечкала до дворот. Ајде со здравје. Значи, жени, ве обожавам на сите јазици. Од вестите од светот издвојуваме. Американската филмска академија што ги организира Оскарите соопшти дека двајца службеници на фирмата ПВЦ, кои се одговорни за грешката околу ковертот со името на добитникот на Оскарот за најдобар филм, се трајно одстранети од натамошната организација на манифестацијата. Накратко, отпуштен си или you're fired.
La La Land. Годинешното доделување на Оскарите го одбележа бруката со грешката во прогласувањето најдобар филм. Феј Данавеј наместо Moonlight прочита La La Land и Борен Бити после мораше да дообјасни што се случило, нели видовте тоа човекот кој го предал коверта со добитникот на Оскарот за најдобар филм само една минута претходно на Твитер поставил фотографија од Оскаровската Ема Стоун. Според организаторот тоа го деконцентрирало доставувачот на пликот и затоа сгрешил. Деконцентриран бил. Замисли кај нас да ги отпушта од работа сите што се деконцентрирани од социјалните мрежи во работно време. Нема шансе. Нас ништа не може деконцентрисати. Или деконцентрисани, окей, како и да е. А сега, сега спектакл, шокантно, за сите оние што обожаваат да одат на базен. Канадски научници мереле ниво на урина во базените и резултатите ама ич не се добри. Научниците земале повеќе од, се извинувам, 250 примероци од 31 базен и джакузија во 2 града во Канада. Резултатите покажале дека во еден базен со капацитет од 830.000 литри, кој е голем колку отприлика 1/3 олимписки базен, имало 75 литри урина, додека во друг помал базен имало 30 литри урина. Епа, на здравје, бањање! Нашите 47 сценаристи пола сат размислуваа како да го завршиме овој локум. Џабе. Ова нема крај. Крајот не се гледа, далеко е. И локумов е фингиран, што и да значи, што е фингиран? Што и да значи тоа, окей. Ај да гледаме вести. Да видиме кој уште се загрижил за нашата ни Македонија. Да се просветлиме. А вие не заборавајте, гледајте ТВ Нова.